Еве на тема која што верувам дека за сите нас е многу корисна и многу важна да се продискутира, особено во ова време на глобална сиромаштија. Ве молам да ги одложите сите ваши обврски и да не слушате со внимание, за да научите како да штедите и за се она што никогаш не сте обрнувале внимание. Верувам дека од денеска па натаму веќе ќе започнете да обрнувате внимание на оваа тема финансиска писменост, особено за нас жените. Наша гостинка магистар Ани Спасовска, предприемач. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов. Добро утро до сите ваши гледачи и благодарам за поканата. Така, одлично. Нема да бидам долга. Јас ќе оставам многу простор, бидејќи знам дека од вас има многу што да се научи. Во минатото мажите биле генерално задолжени за финансиската состојба во домот. Денеска ситуациите се поинакви. Имаме ли доволно писмени финансиски жени во земјава? Многу интересно прашање за почеток на нашиот разговор. Она што јас некаде на самиот старт ќе го кажам, сметам дека воопшто не е само финансиската писменост кај жените, која што некаде повеќе се наметнува дека недостасува, туку ќе изгенерализирам и ќе кажам дека воопшто кај луѓето. Затоа што секој еден од нас во текот на својот живот собираме некои работи кои што се и наши и не се наши, си ги прифаќаме како своји и понатаму живееме со нив. Па тука некаде доаѓа и таа наша финансиска писменост, која што во основа на моето формално образование можам да кажам и дека ние во текот на нашето живење и постоење и учење немаме предмет каде што изучуваме финансиска писменост. Така е. Јас завршив економски факултет, магистрирав на економски факултет во Скопје. Меѓутоа, многу малку дури речиси и не се спомна за финансиската писменост. Изучувавме за економии, за макро, за микро. Тоа се искуствено се учи некако, нели? Кога ќе го тргнеме стравот и кога ќе излеземе од велот на незнаењето, бидејќи ние појма немаме каде се што можеме да заштедиме. Искуствено се учи, меѓутоа повеќе би кажала во неформалното образование. Така. Се учи од луѓе кои што веќе постигнале резултати, луѓе кои што веќе покажале како тоа може да се направи и благодарение на сето она што ни се случува, самиот развој на технологијата и достапноста на тие информации, некој кој што е заинтересиран на вистина, на многу едноставен начин може да дојде до таков тип на информација, до таква литература, да може да тргне кон патот да се описмени. Од кого учевте вие и на кој начин? Од многу. Па учев и со моделирање, ќе објаснам што значи тоа. Учам и се уште на тој начин, меѓутоа најмногу од книги и онлайн. Што значи тоа? Моделирањето пронајдов, за моја среќа успеав, а верувам дека и гледачите ќе успеат да пронајдат личност која што веќе стигнала таму кај што тие сакаат да бидат. Во 99,99% луѓето кои што се успешни се несебични во делењето на своето знаење. Погледнете само на YouTube колку достапни информации имаме и воопшто на интернет, каде што бесплатен водич. Бесплатен водич. Реализираш било што. Во текот на короната, која што од една страна беше и немала ситуација, да. Тоа беше можност, ако гледаме од аспект што можеме да искористиме, да се надминеме себе си. Да искористиме безброј бесплатни обуки, едукации. Имаме литература која што еве сега можеме да ја посветиме внимание и како да се едуцираме од областа која што сакаме. Јас учам од луѓе кои што се веќе таму, ги пронајдов моите онлайн ментори. На еден од нив имав и прилика и во живо да го слушам, тоа е Тони Робинс. Инаку, учам од Роберт Киосаки, кој што за мене е еден од најголемите гуруа токму од оваа област. И на нашите гледачи, всушност вашите, меѓутоа бидејќи сум си гостинка, па веднаш си ставам дека сум си дел од од вас. Така, неговата книга Богат татко, сиромашен татко. Задолжително да ја прочитаат. Затоа што ние некаде во нашево поднебје си имаме во кодот метнато дека ако си од сиромашно семејство, дека сме ние сиромашна држава, и ти треба да си сиромав, да. Баш така. Во таа книга има конкретни јасни инструкции како го учи него сиромашниот татко, како го учи богатиот татко. И не значи дека ако потекнуваме од сиромашно семејство,
дека и ние треба идната генерација да биде сиромашна. Да, тоа се тие уверувања кои нас ни се така. даваат како семејно наследство. На едно од вашите предавања се сеќавам и јас бев присутна, а таму беше и господинот Витанов кој што му ја памтам реченицата, рече сиромавиот не верува дека може да биде богат само заради тоа што е сиромав. Така е. Значи, таа реченица толку многу ни е наметната нас во кодот. Си се родил во сиромашно семејство, си бил дете од село и така натаму, едноставно тебе ти е забрането да станеш богат, според нашите, за жал. Уверувања кои толку силно не држат во минатото и не држат во сиромаштијата. Се разбира, тука не сакаме да повредиме ничии чувства. Ја знам дека ние сме во многу голема сиромаштија, меѓутоа секој од нас поединечно може да излезе од таа замка, од тие уверувања и да се обиде да направи многу повеќе и за себе и за своите деца. Така е. Она што некаде можам да го споделам, чисто да ги охрабрам и гледачите и оние кои што ќе го гледаат подоцна оваа видео. Правени се истражувања во кои што се согледува дека 85% од луѓето кои што станале милионери или милиардери се прва генерација. Што тоа значи? Никој богат немало пред нив. Пред нив немало богат. Меѓутоа, која е разликата? Само 15% се втора или трета генерација кои што имаат претходно наследено богатство. Која е разликата помеѓу тие луѓе и оние кои што не тргнуваат кон достигнување на своја финансиска слобода или своја финансиска независност? Па верувањето, како што и кажа самата. И еве, например, да го замислиме нашиот живот, да го представиме фигуративно како дрво на животот, преку дрвото. Што гледаме ние на самото дрво, кое што е плодно и раѓа плодови? Ги гледаме плодовите. И сега, ако тие плодови нас не ни се допаѓаат, ако земеме, например, јаболко, го исчистиме јаболкото, тоа што не е добро, дали сме направиле промена? Наредната година, дали тоа дрво пак ќе роди такви јаболка? Дефинитивно да. Пак. Кај треба да ја направиме промената? Во коренот. Во коренот. Да, да знаеме зашто го храниме. Да. Што ние, извинете, само да искажам мислата да ја кажам. Што ние треба да направиме? Ако цело време обвинуваме дека некој друг е виновен за резултатите што ние ги постигнуваме, на тој начин се ослободуваме себе си од одговорноста која што треба да си ја превземеме за нашиот живот. Да се свртиме кон себе. Што можам јас да направам за себе? Не другиот што да направи. И на крај на денот, ние на оваа планета сме дојдени да дадеме, не да земеме. И ако тргнеме од таа перспектива, што Ани може да направи во тие околности во кои што е? Имаме многу за работа. Како човек од областа на економијата и финансиите, што значи точно финансиска благосостојба? Да земаме висока и редовна плата или да имаме финансиска слобода? Секој еден од свој аспект ќе си даде свое видување. За мене, финансиска слобода. Што значи тоа? Слободата како една од најголемите мои вредности, дефинитивно е императив кон она во кое што јас тргнав. Некој може би себе си се гледа и е задоволен од платата која што ја земам. Меѓутоа, на крај на денот, ако ние според нашиот стил на живење, кој што сакаме да го имаме, сме задоволни до таму кај што сме стигнале, окей, тука и немаме простор за некаква промена. Меѓутоа, ако чувствуваме внатрешен немир, ако постојано нешто сметаме дека некој надворешен фактор е виновен, дека работиме постојано за други, а не за себе. Така, тука веќе има простор, ајде да видиме што може Ани тука да направи. За себе. За себе, меѓутоа, од кога ќе направи за себе, ќе направи и за други луѓе. Други луѓе околу себе. И ќе усреќи и други луѓе, ќе разбуди, ќе ги освести, така е. Како што мене ме освестиле и ме освестуваат, чувствувате потреба и вие да будите. Чувствувам потреба да вратам назад затоа што нема поубаво чувство кога ќе креираче кај некој човек насмевка на лицето врз основа, како што и самите спомнавте, една реченица која што ви останала од предавањето кога сте биле присутни. И па таков тип на предавања, јас многу често правите бесплатни предавања. Често правам бесплатни предавања и слободно можете да го ставите мојот контакт да се јават гледачите кои што се заинтересирани да ги информирам точно каде ќе бидат, пошто менуваме различни локации, различни градови. Да, можеме да го кажеме, бидејќи знам дека интересот кај секој еден гледач сака да направи некоја добра промена и јас ги поддржувам и навистина ги поздравувам таквите добри промени. 075 453 330. Слободно може да ме побараат и со задоволство
ќе ги поканам, ќе ги информирам каде се предавањата и како можат и тие врз основа на нешто што секој еден од нас го правиме, да си добијат бенефити, да направат некаква промена во нивниот живот и да дојдат до финансиска независност. Така, пред неколку дена имавте исто такво предавање бесплатно во вашиот град во Куманово на тема како да се справиме со сиромаштијата, со инфлацијата. Со инфлацијата, да. Како поминавте таму? Супер. Супер, немаше место кај да се седне, дури и стоеа луѓе. Интересот веќе повеќе и повеќе се зголемува, затоа што сето тоа што ние го правиме, јас со мојот тим, е буквално базирано на промените кои што се случуваат на глобално ниво од областа на технологијата, од областа на краудсорсингот, од областа на краудфандингот, да не звучам многу стручна, сакам луѓето да ме разберат. Едноставно, во тој бизнис што го ние развиваме, буквално можат луѓето без инвестиција, значи не треба да има почетен капитал за да може да почне да го работи тој бизнис. Меѓутоа, повелете на предавањата и ќе дознаат гледачите што може да искористат. Ќе дојдеме еве со Слободанка заедно, ќе дојдеме. Нас многу ни требаат совети, особено околу финансиите, а ние жените сме, можеби ќе сгрешам сега и да не ме сватат мажите поинаку, мислам дека поголеми потрошувачи, ама и полесно се будиме. Нас мислам дека полесно ние да тргнеме од првиот чекора. Првиот е најтежок секогаш да се направи, така? Па дефинитивно. Најинтересно е што кога ќе се доведеме во состојба дека сакаме да направиме промена во било која област, не мора да биде само од областа на финансиите. Се појавува менторот, се појавува личноста која што може да ја направи промена. Животот точно знае дека не постојат случајности и што треба во даден момент да изфрли на твојот пат. Ани, каков е, би рекла, месец декември со вашите активности? Ќе има уште многу предавања до крајот на оваа календарска година, бидејќи денес туку што го започнавме? Дефинитивно да. Ќе има предавање и тоа буквално во различни градови во Македонија и не само во Македонија, во соседните држави, затоа што бизнисот е моментално проширен во 56 држави. И сега само како една, да кажам, од птичја перспектива да погледнеме, еден фокус да дадеме. Од Македонија можеме да развиваме интернационален бизнис, немаме потреба да менуваме место на живење, немаме потреба воопшто да се иселуваме, а при тоа што се случува надвор во сите тие држави, да се влеваат провизиите во Македонија. И накратко, 3 топ совети кои што ќе им ги дадете, особено на нас жените сега пред празниците, бидејќи за празниците сите имаме ние неверојатно големи желби и апетити за пазарување, за шопинг. 3 совети. Па првин, одете и бирајте нешто каде што добивате додадена вредност, каде што е ценат вашата лојалност, зашто токму таму ги имате и нив одберено. А заради тоа и треба да ве побараат, за да им кажете каде и како можат да заштедат, да добиваат поени и да заработат на годишно ниво сума која воопшто не е за подценување. Така е. Од друга страна, охрабрете се да направите промена во вашите животи, затоа што на вистина секој еден од нас има потенцијал. Меѓутоа, дали ние самите го гледаме и дали се осмелуваме да тргнеме тој потенцијал да се го искористиме, тука лежи малку моментот на освестувањето и најдете личност која што ќе ви покаже како тоа можете да го направите и ќе ве поддржи во тој пат. Затоа што сите успешни луѓе имаат своји ментори. Сите. Изанализирате, изгуглете, истражете. Секој еден од нив во различни области имаат различни ментори, затоа што просто е. Јас да дојдам до овде од Куманово, мене ми требаше да вклучам навигација. И сега, ако таа навигација е сетирана до тука да ме донесе, а вие се имате преместено на некоја друга локација, ама тоа не е апдейтирано, нареден пат кога ќе дојдам, кај ќе ме донесе навигацијата? Пак на оваа локација. Значи, со нашите мисли, со нашите верувања, со нашите ставови и програми кои што си ги носиме, а си ги имаме соберено попачто од нашите родители, од образованието, од се нешто околу нас. Ние сме стигнати до таму до кај што сме стигнати. И сега, ако сакаме да направиме промена, првин што треба? Да се освестиме, да, сакам да направам промена. Која е таа промена? Има ли некој во таа област кај што сакам да направам промена, кој што може да ми помогне? И му дозволувам, ама буквално му дозволувам да ми го испере мозокот.
Затоа што ние не знаеме за ментална хигиена доволно. Да. Хигиената како хигиена. На таа тема ќе говориме некој следен пат. Запиша Слободанче? Јас си го запишав бројот 075-453-350. Точно тоа требаш. 330. Е, добро е што ме поправивте, па и за гледачите еве уште еднаш 075-453-330. Се слушаме. Се слушаме и се гледаме, мораме вака да почнеме вака. Никогаш не е доцна, нели, убав термин, убава реченица, да почнеме да направиме промени. Ако некојаш промените се травматични и болат, ама првиот чекор е најважниот кој што мораме да го направиме. Ви благодарам многу за гостувањето и верувам дека поттикнавме многу и жени, се разбира и мажи, на размислување за тоа што се можеме да направиме на финансиски план во нашите животи. Фала ви и вас за поканата и ви посакувам убав ден на сите. Благодарам. Ми беше пријатно да ве слушнам и кога зборувате за навигација и дека зборувате доаѓате од Куманово, ние како македонки на вистина имаме печат дека сме убави, но исто како да доаѓате и од Шведска, да ви кажам. Благодарам. Нели? Да, доколку одите во тие западни земји, мислам дека како да таму припаѓате, меѓутоа сте македонка наша убава. Согласувам.